Ако во интернет пребаруваш ги напишете зборовите паневропски коридори на Балканот, ќе ви се појават вакви илустрации. Според нив, низ Северна Македонија минуваат два. Со зелена боја е коридорот 10, кој почнува во Салцбург, Австрија, низ земјава минува покрај Куманово, Скопје, Велес и Гевгелија, а завршува во Солун, Грција. Со црвена боја е коридорот 8, кој почнува во Бари, Италија. Во земјава минува низ Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопје, Куманово, Кратово и Крива Паланка, а завршува во Варна, Бугарија. When we look at a map of Europe, they look like veins of our body, life veins that go through the territory of Europe, not only of the European Union, but beyond that, covering also the Western Balkans. And they are of vital interest and importance, of significant strategic and economic importance all over Europe, not only in one country. И додека коридорот 10 е развиен и со автопат и со железница, коридорот 8 се уште не е комплетен. Има асфалтен пат, но во голем дел тоа не се автопати. И клучно, нема железничко поврзување меѓу Албанија, Северна Македонија и Бугарија. Затоа и се инвестира во железницата на коридорот 8. Парите и за проектирањето и за изградбата се дел грантови од ЕУ, дел поволни кредити од европски финансиски институции. Бидејќи ЕУ практично ни донира 210 од вкупно 560 милиони евра потребни за делницата Крива Паланка Девебајр, од нив побаравме став за коментарите на новоизбраната македонска влада. Дека делницата е лошо планирана, дека е прескапа за по неа да се патува со брзина од 60 км на час, па и дека Бугарија не го гради својот дел. Од делегацијата на ЕУ во земјава велат, пругата од бугарска страна може да биде готова многу побрзо од онаа на македонската, а проектот за делницата Крива Паланка Девебајр е најрационалното решение. Now, indeed, the terrain of this third phase is demanding, it's complicated, but nothing that with today's technology cannot be overcome. But it is more demanding than comparing with other sections. Given the European dimension of it, the European Union is financing all stretches. It's financing and supporting also on the western side towards Albania, which are currently in the planning purposes, but also on the Bulgarian side, being a member state. However, this financing structure is a different one. And there we assess that the final stretches on the Bulgarian side that go via the colleagues of DG Regio with structural funds are less demanding and could be finalized or are possible to be finalized well before 2030. And given the long timeline of the preparation of the documents, they have been updated during the last 10 to 12 years. The last time in 2013, where a proper assessment was performed by the financiers and a due diligence, and it has confirmed indeed the viability of exactly this stretch, that any other deviation would not be proportional to the resources that would need to be invested. За тезите на владата дека проектот за третата делница е лош и скап, прашав ми кај една од институциите кои се кредитори за проектот, Европската инвестициска банка. Еве што ни одговорија. Делницата беше дизајнирана од меѓународни консултанти. Финансирана е со грант од ИПА, со цел да се постигне најрентабилно техничко решение кое е во согласно со барањата на Европската Унија за интероперабилност. Поради тешкиот терен, 75% од делницата е низ тунели или мостови. Поголемиот дел од делницата има значителна косина од 20 до 25 промили во насока на искачување кон границата. Затоа дел од пругата е во форма на потковица, за да се ублажи косината. Ништо невообичаено на глобално ниво кога е во прашање ваков терен. За да има поголеми брзини, ќе треба да се предвиди поголема делница за ублажување на косините и или повеќе структури, тунели и мостови, што ќе ги зголеми трошоците. Затоа, и од ЕУ, и од Европската инвестициска банка сметаат дека правењето нов проект нема многу смисла. Тоа во основа ќе значи промена во трошоците, што ќе значи правење нова финансиска конструкција, а секако и потреба од нов тендер. А ако се распише нов тендер, независно дали поради изработката на нов проект или ако државата одлучи да не го заврши актуелниот, земјава ќе загуби десетици милиони евра. Such infrastructure projects are a challenge for every country. Here in North Macedonia, we have seen in the past years that North Macedonia is not an exception to this. We have seen
significant delays overall in the implementation and realization of infrastructure projects. And this has already led in the past to decommitments of nearly 80 million euros. Decommitments means that money that was reserved and allocated for the country, EU grant funds, could not be utilized for projects that have been planned. If this now continues, and the Corridor 8 is a big portion of it, of such an infrastructure project, we will face another decommitment of more than 40 million euros, which would sum up to 120 million of grant funding that will not be available for the country from that package as it is tailored currently. На истото прашање, од Европската инвестициска банка велат: Ако владата реши да не го користи сегашниот проект, тогаш под ризик е финансиската помош, особено значајните 150 милиони евра грант од Европската Унија, кои се доделуваат преку инвестициската рамка за Западен Балкан, што е најголем грант кој е одвоен за земјата. Тука се и грантовите од националната програма ИПА-2, 60,7 милиони евра. Овие ризици можеби сега стигнуваат до јавноста, но на владата и се познати од подамна. Набрзо по изборот на актуелниот кабинет, премиерот Христијан Мицкоски, а особено министерот за транспорт Александар Николовски, јавно почнаа да критикуваат различни аспекти од пругата Крива Паланка-Девебајр, оставяјќи впечаток дека ќе се оди кон поништување на тендерот за избор на изведувач за оваа делница. Во еден момент се слушна и предлог парите за коридорот 8 да се пренаменат за коридорот 10. 360 степени дојде до писмо од 13 август годинава, адресирано до премиерот Христијан Мицкоски, а подпишано од Европската комисија, Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка, во кое се порачува: не може така. За време на претходните состаноци со вас и со министерот за транспорт се отвори прашањето за можна пренамена на средствата од овој проект кон железничкиот коридор 10. Како што ви објаснивме во тие прилики, пренамена на средствата од еден за друг проект не е возможно за кредитодавателите и ќе ги загрози грантовите од Европската Унија кои не можат да се префрлат. Ставот од пред месец и половина упатен по службени канали. Сега го добивме и како јавен став. That does not mean that we need to shift, that it has to be either Corridor 8 or Corridor 10. These projects are implemented in phases and in sections. And depending on their maturity, meaning on their readiness to implement, we believe they can be both done. With a proper planning process, both are realizable. And we have also supported in the past Corridor 10, the one we are all driving on towards Greece, that has been refurbished with pre-accession funds from the European Union. And we have further mobilized more than 50 million euros for additional works that need to be done for rail and road along Corridor 10. And they are both, Corridor 10 and 8, are requested to be in the indicative list of projects for the growth plan. So I believe that both corridors can be supported and can be realized because they are happening in different phases. Ако владата сака да предложи нов проект за финансирање од страна на Европската инвестициска банка, тој ќе мора да биде оценет засебно и одлуката да се одобрат средствата, заеми или грантови, ќе се носи независно. Можеби најсериозната критика за тендерот за делницата од Крива Паланка до Девебајр беше изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека имал обид да го подкупат. Жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект. Го кажа тоа јавно, за да испрати порака дека не прифаќа таква пракса. Но случајот не го пријави во јавното обвинителство. Од Европската инвестициска банка велат, се додека не се докаже вина, има пресумпција на невиност. Односно, дека јавниот исказ на премиерот не може да биде причина да се прекине тендерот. И додава: Што и да се случи, проектот ќе мора да се реализира преку компетитивна јавна набавка. Генерално правило е дека ако се остане исто, може да се очекува при ретендерирањето да се добијат помала конкуренција и повисоки цени, поради тоа што неуспешните тендери можат негативно да влијаат на довербата на економските оператори во договорните органи, особено ако причината за поништување на тендерот е нејасна. Од Европската Унија подсетуваат дека одговорни за тендерот се Министерствата за финансии и за транспорт, па очекуваат домашните институции да откријат и да споделат што точно се случило.
But it's obvious that we are waiting for feedback from the authorities on what is happening with the tender procedure, because it will be up to them to follow the rules and the guidelines that are applicable to this specific procedure. And if there are any issues that have to do with the legality or irregularity with any of the processes, it would be up to the institutions to flag this. Тендерот за изградбата на делницата 3 од пругата од Куманово до бугарската граница беше распишан на крајот на 2023 година. Рокот за поднесување понуди истече на 26 јуни 2024 година. А еден од условите беше понудите да бидат валидни најмалку 90 дена. Тие 90 дена истекуваат токму неделава. Земјава се уште нема избрано изведувач и покрај тоа што отворањето на понудите се случи на 3 јули 2024 година. Не е дека нема заинтересирани, ги има вкупно 7, но според министерот за транспорт Александар Николовски, ниту една од понудите не доаѓа од, како што вели, сериозна земја членка на ЕУ. Тоа значи дека тендерот, а со тоа и делницата Крива Паланка Девебај, е на смртна постава. Првата шанса да се врати во живот е ако владата се премисли за сите изнесени критики, побара од понудувачите да продолжат валидноста на понудите и потоа избере најдобар понудувач.